Значи, мислиме дека има итна потреба од интервенција во Законот за прекршоци врз кој се базираат сите други закони, во износот на глобите, односно дека истите треба да се намалат. И би сакал да дадам еден осврт на мандатниот и прекршочниот платен налог. Имено тоа се, согласно сегашната регулатива, инструменти за порамнување. Разликата помеѓу нив е што ако некој ви изрече мандатен платен налог, вие немате право на жалба, што според нас и се коси па и со уставното право, па и со повелбата на АСНОМ, каде што е загарантирано правото на секој граѓанин против секоја одлука на било кој државен орган да изјави жалба. А прекршочниот платен налог е далеку по-фер и по-коректен, меѓутоа таму е проблематичен минималниот износ, за кој што исто така, како Стопанска комора, се залагаме за промена. Воведувањето на опомената како санкција која што може да се изрече на правните лица беше воведена како резултат на барањата и предлозите на Стопанската комора на Македонија во насока на зајакнување на превентивната за сметка на репресивната функција на инспекцијските служби со цел да се овозможи на компаниите кои што полесно ги повредиле своите обврски да бидат едуцирани за нивните одредби и полесно да го согласат своето работење со применливите законски прописи. Односно, целта на ваквата одредба, односно можноста за изрекување на опомени, беше преку едукација на компаниите да им се остави можност во определен законски период да го усогласат своето работење, а доколку тоа не биде направено во определениот рок, тогаш да бидат построго санкционирани.